Здравко, кога прв пат почувствувавте дека Ерика има симптоми на коронавирус? Па, пред едно 2-3 недели таа почна да се жали на болки во грлото и и под благо повишена температура. Меѓутоа, неколку дена пред тоа, јас почувствував дека мојот мирис и вкус се губат и почна да ми дојде сомнителност, па го изгуглав и забележав дека само 10 часа пред тоа Сдруженијето на оториноларинголози на Велика Британија издело соопштение дека тоа може да биде првран символ на COVID. Ние веќе имавме план што да правиме ако некој од нас се разболи и веќе веднаш ја се префрли во спалната, каде што требаше да се самоизолираме од другите. Останав таму околу 4-5 дена пред Ерика да почне да ги пријавува овие симптоми. И потоа се сменихме, бидејќи заради кашлањето таа беше позаразна, таа дојде во спалната, јас се префрлив во дневната со децата и се водев грижа да бидам оддалечен од нив, да носам маска или слично при интеракција. Така што ние се посомнувавме на тие симптоми, кога тие се влошија, отидовме на тестирање, меѓутоа се уште ги немаме добиено резултатите. Кога ги очекувате резултатите? Зошто тебе не те тестираа, Здравко? Резултатите веќе требаше да стигнат, меѓутоа не се стигнат и може и нема ни да стигнат. Имам причина дека некои луѓе ги немаат воопште добиено. Мене не ме тестираат затоа што едноставно има премногу малку тестови и докторите очекуваат бараат луѓето да имаат симптоми, видливи симптоми. Мојот симптом се уште беше премногу ран, односно луѓето не го препознаваа како таков, така што не бев сметен за добар кандидат. Кои се претпоставките од каде се зарази сопругата Ерика, па и ти со млаки симптоми? Децата од школа ли го пренеле? Па не можеме никако да знаеме, меѓутоа забележавме дека кај една од моите деца некои повеќе родители се болни. Еден од нив беше потешко болен речиси 3 недели. Слушна за прв пат вчера дека станал од кревет да излезе надвор од село. Како се организирате со малолетните ќерки? Како го организирате купувањето на основни намирници со оглед дека обајцата сте биле во карантин и ти твојата сопруга? Па преценивме добро подготвени кога CDC, американското тело кое што се грижи за овие болести, ја најави даде првото предупредување дека секојдневниот живот може да биде нарушен. Малку мене ми беше тешко што требаше да се грижам и за Ерика, и за децата, и се до тоа, меѓутоа мислам дека тоа помогне доста таа структура што постоеше од школите. За крај, како сте денес? Како се чувствувате целото ваше семејство? Се надевам дека најлошото е зад вас. Да, работите одат на подобро, меѓутоа природата на оваа болест е таква да има доста ходење горе-долу. Например, денес, вчера Ерика беше добра, денот пред тоа беше доста истоштен, еве и денес, некако како еден ден добро, друг ден помалку добро, меѓутоа трендот е оди некај подобро. Меѓутоа важно Ерика бише доволно добро и тоа е она што е најважно. Здравко, ти благодарам за одвоеното време. Се најдобро до сопругата, до тебе и семејството во Њујорк. Фала, Јана, чао.